civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Многу е интересно тоа што тој прогласил победа. И што всушност Путин ја присвојува победата над нацизмот, така, кога многу добро знаеме дека во времето на Сталин се случи еден холодомор, кога ги изгладнува украинците, нели русите кога ги изгладнува украинците и сето тоа жито од збориме сега конкретно зборам за житото го носе дури кај нацистите, кај германците. Затоа сведочат има многу интересни видеа на YouTube, па можат нашите следачи да ги погледнат. Тоа се така среднометражни документарни филмови каде што на вистината убаво се гледа што се случувало, па не е баш дека тие се бореле, меѓутоа не баш и против нацизмот. Туку на некои добри временски интервали се бореле рамо до рамо со нив. Ајде јас малку ќе се осврнам и на руската пропаганда, бидејќи ние во овој наш проект ја работиме, значи ја следиме и таа пропаганда. Можам да кажам дека еве од најпоследното, ако нашите следачи ја следат Цивил медија, можат да видат и јас би им препорачувам да следат, можат да читаат редовно кај нас се што се случува во Украина и тоа што можеме да проследиме и во Русија. Значи во последно време русите веќе употребуваат и разни алатки, ги враќаат, значи алатките, старите алатки од советско време. Значи го враќаат советското знаме, црвеното, нели го враќаат во име на пропагандата, нели на нивната пропаганда. Например, последно што се случи е како тие го искористија едниот символ од советската ера. Тоа е кога една повозрасна жена, ја се вика Ана Ивановна, баба ја Ана Ивановна ја викаат, излегува со црвено знаме, значи со знаме, советско знаме, излегува пред руската војска, кога ја повикуваат од незиниот дом, мислејќи дека жената мислела дека ако излезе со тоа црвеното знаме, така и изјавила во едно видео од кога ја пронашле украинците, нели ги направиле интервју, дека доколку излезе со црвеното знаме и ги замоли русите да не ја уништуваат Украина, така ќе помогне. Меѓутоа русите ова не го протолкувале, туку го интерпретирале на поинаков начин, дека всушност ја креирале, од неа искреирале митолошки лик украинка, која што во срцето, во душата е русинка и излегува со советското знаме. Руската пропаганда исто така се врати на темата за борба против дрога во украинската армија. Имено Руската информативна агенција РИА објави вест дека така наречената борбена дрога, од која што се прават универзални војници, била пронајдена од војници во Народната милиција на Народна република Луганск во напуштените ровови од страна на украинската војска. Таму вела дека ова е, за дрогата кажува дека е воен анестетик, но дека вклучува и психотропна и супресивна супстанца која произведува многу адреналин во крвта, што човекот заборава на болката и заморот и така се креира еден војник кој што нели прави се што се бара од него. Така што и ова го употребија, дека кај украинската армија употребува и борбена дрога. Што имаме познато е дека и во Буча исто така фотографиите и видеата од масакрот во Буча руската пропаганда ја искористија како невистините, нели, како дека тие
тие призори ги сликале, ги фотографирале и ги креирале самите украинци. Така што јас ви препорачувам да следите на Цивил медија се што објавуваме. Ние се трудиме што е повеќе можно да пронаоѓаме вистински извори, бидејќи не е лесно во време на војна да се пронајде вистинскиот извор и да бидеш нели информативен сервис кој што секогаш е на страна на вистината. Тоа што ние секојдневно се трудиме.